Штипското средно училиште ќе прерасне во регионален центар за образование и наука, најави денеска министерката за образование Весна Јаневска од Штип. Ми представува големо задоволство што заедно со локалната власт, градоначалникот и директорката на ова училиште ќе направиме уште еден исчекор кон подобро образование во нашата држава во корист на младите луѓе, адаптирано на потребите на пазарот на труд. Процесот ќе трае 3 години, во тој процес ќе се подобри инфраструктурата за учениците и наставниците, секако ќе се определат и струките кои се најнеопходни за овој регион. Кога ќе биде тоа завршено, Штип ќе стане вистински регионален центар на образованието и ќе го добие заслуженото место во источниот регион. Што ова значи за општината? Ова уште еднаш потврдува и докажува дека Штип е образовен центар. И јас сум сигурен дека во наредните години во соработка со Министерството за образование ќе се работи во насока на имплементација на овој регионален образовен центар кој што дефинитивно ќе создаде развој во регионот. И во насока на прилагодување на потребите на пазарот на трудот, имајќи во предвид дека во ова училиште, како и досега со предвидените мерки, реформи и она сето кое што го предвидува регионалниот центар за образование ќе се квалификува се извинувам, кадар кој што ќе биде компетентен на пазарот на труд да генерира развој во регионот и во општина Штип. Од какво значење овој статус е и за самото училиште? А во иднина ќе значи набавка на многу опрема, реконструкција на голем дел од оние објекти кои што во овој момент не се во функција и ќе очекуваме зголемување на бројот на ученици уште повеќе, меѓутоа е создавање на квалитетна работна сила на пазарот на трудот. Тоа ќе го направиме во согласно со потребите на нашата општина, меѓутоа и регионот, и се надеваме дека во иднина ќе оправдаме довербата која што еве министерката и самото министерство ни го одредуваат и не одбираат да бидеме регионален центар. Колен Ехтенин е дел од владиниот проект за формирање на 8 регионални образовни центри. Штипскиот е 6 поред. Се очекува до 2028 година сите 8 центри да се комплетираат и да бидат ставени во функција.